Почитувани, можеме да го започнеме настанот. Почитувани председателка и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувани директорка на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, почитувани новинари и драги гости. Моето име е Александра Чавдаревска и денес ми припаѓа честа да ја отворам завршната пресконференција на проектот Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација, проект на кој работевме многу активно изминатиот период. Би сакала да ве информирам дека денешниот прес-настан е со целосно онлайн присуство на сите инволвирани институции и новинарите. Достапен е превод на настанот на македонски, албански и англиски јазик во делот на јазичната поддршка. Имено би сакала да ви дадам краток вовед за протрако проектот Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација како проект финансиран од Европската Унија. Државната комисија за спречување на корупцијата заедно со Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на 13 јули 2021 година ја имаа својата прва пресконференција за овој проект. Балансирајќи ги сите активности поради COVID пандемијата, сметаме дека досега беа постигнати многу добри резултати. Јас накратко би ги упатила сите присутни за содржината на нашите активности, односно стратегијата која што се имплементираше со овој проект. Стратегијата на проектот Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација беше поделена во 3 столба. Првиот столб се однесуваше на заеднички активности во кампањата, во која Државната комисија за спречување на корупцијата и Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер заеднички го промовираа системот на интегритет преку соработка со институциите, нивно обврзување за зајакнување на стандардот на интегритет, активна комуникација со граѓаните заради нивно вклучување во системот на борбата против корупцијата и здобивање со вистинските информации. Вториот столб ги опфаќа активностите предводени од Државната комисија за спречување на корупцијата, а кои беа во насока на зајакнување на нашата свест за интегритетот и етиката, преку дополнителна промоција на политиката за интегритет, акцентирање на важноста на процесот на окажување и синергија со граѓаните, со цел да можеме многу повеќе да научиме за нашите права и обврски во борбата против корупцијата. Третиот столб ги опфаќаше активностите што ги предводеше Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, посебно во делот на потребата од транспарентност на јавните институции и важноста од достапност на информации од јавен карактер преку активна соработка со граѓаните. Посебно ги издвојувам кампањите, односно активностите од вториот столб, како што се кампањата Ако знаеш укажи и процесот на имплементирање на системот на интегритет. Кампањата Ако знаеш укажи имаше за цел да ја доближи важноста на заштитеното пријавување до сите нас како граѓани. Затоа ДКСК правеше континуирана едукација и соработка со сите институции за зајакнување на системот за заштита на укажувачи, а успеа да стигне и до секој граѓанин за сите да научиме колкава е важноста на укажувачите во борбата против корупцијата. Во меѓувреме беа користени и сите социјални мрежи за да се стигне до сите граѓани и да се пренесе пораката на ДКСК. Борбата против корупцијата ни припаѓа на сите нас. Од друга страна, ДКСК, водејќи се од својата законска надлежност, ја препозна и својата клучна улога во градењето на системот на интегритет и во 2021 година ги донесе и усвои политиката на интегритет заедно со насоките. Во насока на успешно воведување и имплементација на овој систем на интегритет, ДКСК добива постојани информации и ќе добива постојани информации за состојбата на институционалниот интегритет во институциите од централната власт. Оваа активност е во тек и ДКСК смета дека на овој начин ќе стигне до секоја институција, ќе ги поттикнеме сите институции на подобро работење, на добро управување и добро владење. На крај од овие воведни забелешки, да се движиме по агендата,
Односно, да ви укажам дека денешниот прес-настан е поделен на прва сесија, каде што ќе ги имаме обраќањата на господја Билјана Ивановска, председател на ДКСК, и господја Пламенка Бојчевска, директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Втората сесија е резервирана за новинарските прашања. Со ред по агендата, прво збори давам на председателката на ДКСК, господја Билјана Ивановска. Председателка, ве молам, поведете. Благодарам, Александра. Почитувани присутни, најнапред сакала сите да ве поздравам и да ви посакам добре дојде. Денешна пресконференција која ќе го одбележи затворањето на Протрако проектот, промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација. Борбата против корупцијата и судирот на интереси, заштитата на укажувачите, како и зголемената транспарентност на институциите се многу сложени процеси, кои мора да се одвиваат во континуитет. Поради тоа, за нивно успешно одвивање од голема важност е и поголемо вклучување на јавноста во овие процеси. Тргнувајќи од овие принципи, од големо значење е постојаното информирање и едукација на јавноста, бидејќи само така придонесуваме за подигање на свеста кај граѓаните и поттикнување на промена во нивното однесување. Комисијата активно работи на овој план, но сакам и во оваа прилика да потенцирам дека нашите активности беа дополнително поддржани и надоградени преку поддршката од Европската Унија, преку која се спроведе проект со кој што ги интензивиравме нашите заложби за зајакнување на интегритетот на институциите како основен предуслов за ефикасна борба против корупцијата. За македонското општество и развојот на демократијата и владењето на правото, овие проекти, како што е кампањата за интегритет, се многу важни. Имено, постојано работевме на оваа тема за подигнување на свеста за корупцијата, но и поттикнување и преземање на активности од страна на секој поединец, институција и здружение. Така може би споро, но сигурно ќе го градиме општеството кое што еднаш ќе каже не на корупцијата. Тоа е можно само со силни институции, во кои има изградени политики на интегритет, но и дополнително со преземање на акција од страна на секој поединец, бидејќи со игнорирање и со молчење ниту еден проблем нема да го решиме, ниту пак ќе се спротивставиме на корупцијата. Затоа, транспарентноста на институциите и безпрекорниот проток на информации од јавен карактер е светлина во општеството која ги разобличува сите облици на корупцијата. Активностите во рамките на овој проект беа дополнителна поддршка на тоа што ние во комисијата го правевме изминатиот период. Преку оваа кампања успеавме да ги запознаеме граѓаните со ингеренциите и активностите на комисијата, да ги идентификуваме и да укажеме на слабостите кои треба да се надминат, отворено да соработуваме и да разговараме на повеќе теми за да создадеме поефикасни механизми за борба против корупцијата. Преку оваа кампања работевме на охрабрување на секој поединец да преземе акција и да не толерира незаконско и неетичко однесување ниту кај носителите на јавните функции, ниту во работните места во институциите или компаниите. Секој од нас може да преземе нешто, иако тој чекор во моментот може би не изгледа голем, сепак тој е многу значаен. Значаен е затоа што ќе ги помести границите. Чест ми е што успеавме да стигнеме до секого од најмалите преку настан за запознавање организиран во Зоолошката градина во Скопје, до средношколците кои за нас преку уметност покажаа што значи интегритет, како и до секој граѓанин, затоа што бевме транспарентни, со тоа градиме позитивни влијанија во институционалната култура и доброто управување. Во комисијата навистина реализиравме крупни активности кои во голема мера ја подигнаа системската борба против корупцијата и судирот на интереси, секако тука би ги издвоила и укажувачите, како важна алка во зајакнување на принципите за владење на правото. За да го напредиме овој систем и да создадеме услови за тој да заживее, развиваме и софтверско решение за поддршка на укажувачите. Со ова решение се олеснува процесот на пријава на неправилности, а при тоа се охрабруваат поединците полесно и на анонимен начин да ги пријавуваат своите сомнежи и сознанија за постоење на корупција. За да придонесеме повеќе за создавање на позитивна клима за заштита на укажувачите и воопшто за олеснување на овој процес, оваа алатка им ја понудивме и на повеќе други институции,
кои што инаку се законски обврзани да ги следат укажувачите, а голем дел од нив и веќе ја прифатија оваа можност да ја користат. Меѓу нив ќе ги издвојам Народниот правобранител, Инспекцијскиот совет, како и повеќе инспекторати по препорака на Советот, кој веќе започнаа со користење на оваа алатка. А во теке инсталацијата на ова софтверско решение во Министерството за внатрешни работи, кој е исто така наш партнер во делот на заштитата на укажувачите. Исто така сакам да потсетам на неколку важни проекти кои успешно ги реализиравме и го унапредивме процесот за системска борба против корупцијата. Го воведовме системот на интегритет преку кој им пристапивме на институциите на централно и на општинско локално ниво. Преку овој систем тие се обврзани на воспоставување, спроведување, следење и известување за примената на системот на интегритет. На овој начин ние ќе ги следиме и ќе имаме добар увид и мерливи резултати за постоењето на корупцијата на сите нивоа. Понатаму дигитализиравме повеќе алатки со кои го олеснивме начинот на делување против корупцијата. Во оваа прилика би ги издвоила креирање на софтверско решение за спроведување на националната стратегија, по која лесно ќе може да измериме која институција постапува и ги применува препораките дадени од Државната комисија. Понатаму, воспоставена е мобилна апликација Анкор Клаб за да бидеме блиску до секој граѓанин и за да укажеме на потребата од поголема транспарентност, со што значително ќе се олесни можноста за преземање на активност со страна на секој поединец. Комуникацијски портал за олесната комуникација со сите институции. Исто така почнавме да го мериме и нивото на интегритет на централно и локално ниво преку софтверското решение за интегритет, а особено ќе бидеме горди кога ќе се доврши и регистарот за избрани именувани лица, со кој што ќе имаме електронско доставување на изјавите за имотна состава и интереси, нивно објавување, систем на прибирање на податоци од други институции, нивна обработка, модул за менаџирање со документи кој директно ќе придонесе кон олеснување, забрзување и унапредување на функционирањето на институцијата. За кратко време и овој софтвер ќе биде готов. Во тек е донесувањето на квантитативно истражување за перцепциите и ставовите на граѓаните за укажувачите, каде преку комуникација со граѓаните се утврдуваат неколку наши ставови, заради кои и толку засилено работиме на подигањето на свеста на граѓаните за заштитеното укажување и за воопшто борбата против корупцијата. Многу се гордееме што нашиот термин укажувач стана веќе познат во јавноста и е јасен за околу 40% од нашите граѓани, а повеќе од 60% од испитаниците сметаат дека прифатливо е да се открие натрешна информација за незаконито однесување од страна на член на семејство или личен пријател на лице вработено во институцијата и така натаму. Со финалните бројки од истражувањето ќе излеземе во јавност по оваа конференција. На крај би сакала да ја сублимирам работата на комисијата во текот на минатата година преку бројки. Државната комисија за спречување на корупцијата донесе одлуки по вкупно 707 предмети, од нив 404 одлуки се од областа на корупцијата, 171 од областа на судирот на интереси, 40 одлуки се однесуваат на непочитување на законски одредби за време на изборниот процес, 92 одлуки се однесуваат на проверка на имотот на функционерите. Комисијата покрена и над 794 постапки по собствена иницијатива, прими и разгледа 819 пријави од граѓани, организации и институции со сомневање за постоење на корупција, злоупотреба и судирни интереси. Дополнително извршена е и антикорупцијска проверка на 17 закони, а благодарение на одличната соработка со институциите и граѓанските организации, ДКСК започна со следење на спроведувањето на активностите предвидени со националната стратегија. Целиот овој сплет на активности секако е подпомогнат со софтверските решенија кои предмалку ги прочитам. Во следниот период комисијата ќе продолжи да работи со уште поголема посветеност и ентузијазам. При тоа сакам повторно да ги повикам и другите институции кои имаат надлежност да постапуваат по нашите предмети, да постапуваат во пократок временски период, бидејќи само така ќе има ефект од целата работа. Борбата против корупцијата е можна само со заеднички напори и силна и непречена соработка
помеѓу институциите и граѓаните. Ви благодарам. Благодариме, господја Билјана Ивановска. Како што го наведивме, проектот ИПА-2 проектот, финансиран од Европска делегација, во чии рамки беше реализирана и оваа активност, односно кампањата за интегритет. Паралелно беше реализирана и кампања на социјалните медиуми, која што беше специфично наменета за подигнување на јавната свест за уставно загарантираното човеково право за слободен пристап до информациите од јавен карактер, под мотото "Сакам да знам". Секако, кампањата имаше информативна и едукативна нота за јавноста, но и за службените лица за посредување со информации од јавен карактер, за важноста и почитувањето и доследно постапување и применување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за секој барател кој што поднел барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. За продуцираните материјали и постигнатите резултати од оваа кампања повеќе ќе чуете од нашиот следен говорник, господја Пламенка Бојчева, директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Повелете, директор. Благодарам, Александра. Почитувана председателка, почитувани членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувани представници на медиумите, колеги. Ви благодарам за интересот и присуството на денешната пресконференција, со која го означуваме крајот на кампањата за подигнување на интегритетот и за свесноста на граѓаните за правото на пристап до информации од јавен карактер. Двете кампањи "Избери интегритет" и "Сакам да знам" се спроведуваа во рамките на проектот за промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација, како што веќе слушнавме, со цел да се подигне свеста на граѓаните за важноста на интегритетот во борбата против корупцијата и во обезбедувањето на транспарентни и отчетни институции. Користењето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер од страна на граѓаните и институциите е прв и многу значаен чекор во процесот на градење на одговорни и транспарентни институции, односно институции со силен интегритет. Зошто велам дека ова е важно? Имено преку овие процеси ние создаваме силни институции кои се фундамент за демократски развој на општеството. Со големо задоволство можам да потврдам дека во рамките на кампањата за интегритет и кампањата за "Сакам да знам" постигнавме значајни резултати. Во изминатиот период, со сите активности што ги превзема Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, вклучувајќи го и спроведувањето на кампањите, ние направивме значаен исчекор во унапредувањето на слободниот пристап до информациите од јавен карактер и во подигнување на свесноста на граѓаните за правото на пристап до информации од јавен карактер. Затоа говорат и бројките од мерењето на јавното мислење, кој беше спроведено кон крајот на 2021 година. Имено, во споредба со 2020 година имаме 15% зголеменост на свесноста на граѓаните за правото на пристап до информации од јавен карактер, кој право е загарантирано со Уставот на Република Северна Македонија, така што 57% од граѓаните се запознаени со овој факт. 44% од граѓаните знаат дека постои Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, што е за 11% зголемување во споредба со претходната година. 56% од граѓаните сметаат дека имаат право да достават барање до државните институции, согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, и тука имаме зголемување од 13% во споредба со 2020 година. Додека 45% од граѓаните изјавиле дека знаат за нивното право на жалба, што е за 13% повеќе од октомври 2020 година. Овие значајни поместувања представуваат голем поттик за нас да продолжиме со едукацијата на граѓаните, зашто е очигледно дека има простор и потреба, со цел да ги запознаеме со нивното право за пристап до информации од јавен карактер, но и да ја зголемиме свеста за значајната улога што ја имаат со користењето на ова право. Во таа насока ќе продолжиме и да едуцираме, и да создаваме модели кои ќе ја направат постапката за добивање на информации од јавен карактер поедноставна. Конкретно, за да го олесниме пристапот до информации од јавен карактер, Агенцијата возможува сите барања да бидат доставени по електронски пат преку нашата веб страница aspi.mk,
каде што граѓаните може да ги најдат потребните образци и во листата на иматели на информации, податоците за имателите. За овој процес изработивме и видеа во рамки на кампањата, кои заедно со голем број други содржини ги споделувавме на социјалните мрежи. Дел од овие содржини даваа практични насоки за остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, но голем дел од содржините беа наменети за подигнување на свесноста на граѓаните за нивните права и за интегритетот. Колку повеќе граѓаните поднесуваат барања, толку повеќе институциите ќе водат сметка за својата транспарентност и отчетност пред нив. Затоа, кампањите подеднакво ги третираа и барателите на информации и имателите на информации, за да се зајакне интегритетот и на едните и на другите, и на тој начин да се постигне поголема одговорност во работењето на институциите и поефикасна борба со корупцијата и судирот на интереси, односно градење сигурно и демократско општество. Организиравме и надпревар за млади студенти со цел да допреме и до оваа публика, како и јавни дебати преку кои вклучивме и други публики, се со цел да ја подигнеме свеста и да го унапредиме значењето и искористувањето на ова право за слободен пристап до информации од јавен карактер. Апелирам до сите граѓани да не го игнорираат правото што им е загарантирано со Уставот и заштитено со закон и да поднесуваат барање за пристап до информации од јавен карактер до државните институции. Тоа може да го направат едноставно преку веб страницата на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. На нашата веб страница има посебен, така наречен е-портал за баратели, слободен пристап, преку кој во неколку чекори може да се креира и испрати барање до секоја институција, бидејќи овде се излистани сите иматели на информации на локално и централно ниво. Овој портал овозможува и следење на статусот на барањето за информации. Доколку барателот не добија одговор на барањето или не е задоволен од добиениот одговор, може да поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер. Паралелно, ние работиме со институциите, односно имателите на информации, и во рамки на проектот и кампањите беа изработени прирачници за проактивно објавување на информациите и за овозможување побрз и поефикасен пристап до информациите од јавен карактер, како изготвено и софтверско решение со кое се унапредува интегритетот на институциите. Сето ова влијае на свестоста на институциите за нивната обврска за објавување и споделување информации и за одговорноста што ја имаат пред граѓаните. На тој начин се подигнуваат стандардите на работењето и услугите што тие ги нудат, што секако има огромно влијание врз елиминирањето на корупцијата, врз етичкото однесување и домакинското работење. Имајќи ги во предвид сите овие придобивки, интегритетот и на граѓаните и на институциите е тоа што нам ќе ни донесе праведно, функционално и демократско општество и повисок и подобар квалитет на живот. Затоа овие кампањи, целиот проект финансиран од Европската Унија и она што ние во континуитет го работиме како агенција е особено значено. На крај уште еднаш би сакала да го потенцирам значењето на слободниот пристап до информациите од јавен карактер за јакнењето на интегритетот како на институциите, така и на граѓаните. Само доколку и едните и другите делуваат, едните работејќи транспарентно и отчетно, а другите користејќи го своето право на пристап до информации, можеме да стигнеме до посакуваните цели во борбата против корупцијата и со сите други негативни појави кои го уназадуваат општествениот напредок. Ви благодарам на вниманието. Господја Бојчева, ви благодарам за вашето обраќање. Следно, согласно денешната агенда, би ги поканила сите присутни да ја погледнеме анимацијата што беше изработена во рамките на кампањата за интегритет, пред да пристапиме кон следната сесија за новинарски прашања. Да се постапи правилно е избор со кој сите ние секојдневно се соочуваме. Затоа треба да се прават свесни одлуки за подобар живот. Сите треба да се грижиме, да знаеме, но и да контролираме како се трошат јавните пари. Прашај ги јавните институции и дознај ги потребните информации, бидејќи ти имаш право на пристап до нив.
На овој начин обезбедуваш одговорно трошење и помагаш во спречување на корупцијата. Секој од нас може да помогне во зголемување на транспарентноста и барање отчетност од јавните институции и спречување на корупцијата. Државната комисија за спречување на корупцијата и Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер ги повикуваат граѓаните, медиумите, невладиниот сектор и компаниите да го искористат своето право за правични и транспарентни јавни институции. Нашата цел е заеднички да создадеме општество во кое секој ќе ги базира сопствените акции врз принципи и вредности, а не заради лична корист. Сите треба да се заложиме за создавање подобри услови во училиштата, подобра опрема за учениците, подобри здравствени услуги за сите, повеќе паркови, помалку загадена средина, побезбедни патишта и улици, поквалитетен живот за сите. За да се реализира ова, можеш да помогнеш и ти. Искористи го правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Одби учество во корупција. Укажи на корупција и неетичко однесување кога си сведок на тоа. Твојот избор во овој момент може да овозможи право на дознавање информации од јавен карактер. Твојот интегритет може да влијае врз правилно трошење на парите од јавните институции. Твојата граѓанска активност може да делува во целосна согласност со највисоките етички стандарди. Избери го вистинскиот правец. Избери интегритет. Ја отворам сесијата за новинарски прашања. Би ве замолила сите новинари кои што имаат прашања да направите raise hand или со кревање рача на Zoom, односно да ми дадете соодветен сигнал за вашиот интерес за поставување на прашања, а јас редоследно би ве повикувала. Ве замолувам предност да им дадете на прашањата кои што се поврзани со денешната тема, доколку постојат такви. Слободно ве молам дали постои интерес за поставување на прашања од страна на медиумите. Може така? Можете слободно. Да. Тоа е председателката на Комисијата за антикорупција. Сегаш кога се зборува за борба против корупцијата, се споменува и фактот дека предметите кои што се преземаат секогаш нели престануваат да течат понатаму во неколку институции, посебно и во судовите. Дали која е вашата препорака, што треба да се направи во иднина за навистина овие да не застануваат никаде и да биде поефикасна борбата против корупцијата, посебно во администрацијата? Че ние директно до судовите не доставуваме предмети, иницијативи 18 на број за овие 3 години се доставени до јавното обвинителство, еве да кажа, споделам уште една информација. Од овие 18 иницијативи за 6 имаме добиено одговори, од кои 2 се отфрлени, 2 променета фактичка состојба, лицето починува, 2 иницијативи јавното обвинителство постапува. Сметам дека треба да се зајакнат капацитетите во обвинителството, воопшто, за да можат предметите побрзо да се проследуваат до судовите. Во историјата на ДКСК за 20 години до обвинителството се доставени 165 иницијативи за кривично гонење, од кои што само 3 дошле до суд. Тоа е многу мала бројка за 20 години, ако се има предвид дека не се само наодите на ДКСК, дека и други институции доставуваат наоди, сепак мислам дека најмногу од се треба првиот филтер, а тоа е јавното обвинителство, да ги зајакне своите капацитети и да работи поекспедитивно. Дополнително само да прашувам, дали имате информации колку предмети до сега има за корупција покренати во администрацијата, во државните институции, каде што е злоупотребена јавната должност? Дали има таква информација? Кој би можело тоа да го каже некој? Не разбирам каква информација. Колку предмети има, од кого покренат? Значи, дали се превземани мерки, значи, например, или од обвинителствата, или од судовите, или од другите... За нашите предмети?
Издавачите ги генерално за корупцијата ако е пријавено на пример во Значи генерално за корупцијата како работи обвинителството за организиран криминал и корупција, каква е неговата статистика, тоа би требало да излезе во извештајот што секоја година го прави јавното обвинителство. А за тоа што се случува со нашите предмети, како е постапено по препораките и иницијативите кои што ги дава ДКСК, исто така ќе излезе во годишниот извештај што наскоро ќе биде готов и ќе се достави до собранието, значи точната статистика. Она што можам сега да го кажем, податоци што се однесувале за минатата година, во минатиот извештај, каде што во која анализа стоеше дека 30% од нашите препораки и иницијативи се прифатени. За 30% не беше одговорено воопшто, а 30% беа отфрлени. Ви благодарам толку. Благодарам и на вас за прашањето. Ако нема друго прашање, ако нема од новинарите, би сакал да ја прашам господја Бојчева од кога веќе е новиот закон донесен и таксативно во членот 10 се предвидени обврските на институциите кои податоци треба по службена должност да ги објават. Веќе порано функционираше комисија и во поранешниот закон, претходниот закон не беше таксативно наведено и поради тоа што не беа објавени навреме сите податоци, односно не беа објавени по некоја методологија за полесен пристап. И се случуваше, значи, и новинарите мака да мачат да ги добиват по писмен пат податоците, кои дефинитивно беше обврска на институциите да се објават, за да има помалку барања, писмени барања и долги постапки. Од кога е во сила овој закон? Дали имате некоја статистика или некој начин како се имплементира членот 10 од сегашниот закон што е во сила и колку институциите ја исполнуваат обврската, бидејќи не може да има квалитетна можност за користење на правото за слободен пристап ако институциите не го почитуваат таксативно членот 10 од сегашниот закон. Благодарам на прашањето. Значи да, точно во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се таксативно наброени 22 категории на информации кои имателите на информации треба проактивно, значи да ги објавуваат на своите веб страни. А тоа што агенцијата го прави е што во изминатата година подготвивме подзаконски акти со кои што им даваме насоки, упатства како на имателите на информациите како да ги објавуваат своите информации. Изготвена е методологија и по таа методологија само во изминатата 21 година се направени 3 мониторинзи на веб страните на државните институции од централната власт, на единиците на локалната самоуправа, на единиците на јавните предпријатија, трговски друштва основани од страна на централната власт, од страна на општините, единиците на локална самоуправа. Мониторинзите и резултатите се објавени на нашата веб страна. Исто тие се доставени до субјектите на мониторингот со цел да им укажеме за нивото на нивната транспарентност, значи нивото на кое што се наоѓа конкретната институција како резултат на нашиот мониторинг. За жал, надлежностите на агенцијата овде завршуваат. Ние немаме други овластувања, законски надлежности, можности да ги санкционираме од тие институции кои што не постапуваат по членот 22. Во прекршочните одредби на Законот за слободен пристап се предвидени одредби за прекршочни санкции против службеното лице доколку не биде објавена листата на информации од јавен карактер во конкретната институција. Значи, тоа, ќе продолжиме и понатаму со мониторингот во следната година, во годината што ни престои во следните години и
ќе настојуваме имателите на информации во едукациите кои што редовно секој четврток ги одржуваме да проактивно ги објавуваат информациите кои што ги создават или со кои располагат, да не се чека да се добие барање па потоа да се постапува. Значи проактивната транспарентност има голема улога и значење во транспарентноста и отчетноста на институциите. Благодарам. Извините, само да допрецизираме, бидејќи потенциравте дека завршуваат ингеренциите тука, но Да. значи дека членот 10 ќе останува по принципите на интегритет. Значи некој сака, некој е посвесен, некој не е посвесен. По мене ова е задолжително. И тука не се зборува за интегритет, не се зборува за свест, него се зборува за законска одредба која мора да се почитува за да ни олесни на сите. Например, ако отворите една веб страна, ќе гледате дека многу малку ги има информациите така како што е потенцирано во членот 10. Пример, ќе ви кажам дека и листа на вработени и со звање и таксативно каде се распоредени треба да се објават, а камоли другите акти и прописи. И ние, поради тоа, се уште треба да бараме информации токму од тие информации што задолжително треба да се објават. Значи, ни за време. Ако веќе констатирате дека тука завршуваат надлежностите, тогаш имаме дефект, имаме проблем и ова не може да се надмине со кампања за интегритет или со подигање на свеста. Значи, прво задолжително да се почитува, да се имплементира законот, а потоа да се помага со други кампањи и со методологија. Бидејќи, ево, јас ќе ви посочам пример, случајно, бидејќи сум работел порано на Слободен пристап 10 години од почетокот додека бев во општина, и случајно ми треба информации по предмет за пазарен инспекторат, државен пазарен инспекторат. Замислите, во нивната веб страна не можав да најдам ништо, но најдов и неусогласен закон после донесување на законот за инспекцијски надзор, а камоли да се најдат токму информациите што се потребни за предмет. Ако веќе констатиравте, и тоа го кажуваме јавно, значи, ваша работа и наша работа согласно член 17 антикорупцијска проверка, треба да се работи на тоа, да се одредува начин на надзор. Да. И тогаш кога ќе се почитува законот на вистина, никој не може да се пожали за квалитетно користење на правото на слободен пристап. И да им олесниме на медиумите, бидејќи во законот секогаш се велеше веднаш или најкасно 30 дена сега се скрати, но никој не постапува веднаш. Значи, тука е веќе подигање на свеста, за да ги почитуваме медиумите, како треба да постапиме. И тоа веднаш, значи, тоа што на вистина не треба да се објави, другото што треба да се објави веднаш е до нив. Затоа, ево, предлагам конкретно, вие и ние, согласно нашите надлежности, да најдеме начин тој член без исклучок на вистина да се почитува. Бидејќи јавните набавки по многу институции, замислите сега се стави само линк на веб страната на една матична институција, кој те посочува да се обратиш до електронскиот систем, што е многу губење време и не секој може да се снаоѓа. Значи, јавните набавки на дотичната институција да се остануваат со сите можни чекори кои се дозволени да се објават јавно на тие институции, тогаш е пристапот полесен. Затоа, ево, предлагам, ова мора да најдеме решение да се надмине, иако од 2006 постои тогашната комисија и агенција, нов закон е донесен, но пак се прогласуваме за ненадлежни, што на вистина не води кон квалитетно користење на правото за слободен пристап.
Благодарам. Да, ви благодарам на укажувањето. Во периодот кој следи ќе биде направена и анализа на Законот за слободен пристап. Слабостите кои што се детектирани, еве и вашиот предлог ќе биде разгледан и ќе биде во некои измени и дополнување први наредни на Законот за слободен пристап ќе бидат вградени. Ви благодарам. Ви благодарам. Конструктивна дебата. Дали имаме уште некое прашање кое што треба да биде поставено? Значи, слободно можете да пишете порака овде или да ги искористите адресите на двете институции присутни на овој настан, или слободно да кренете раче или raise hand и да го поставите вашето прашање. Доколку немаме прашања кои што треба да ги чуеме и да ги одговориме, јас се чувствувам слободна да со последно поставените прашања со последно поставените прашања ја исцрпувам и оваа сесија за новинарски прашања. Напоменувам, денешниот настан кој што го следевте, односно денешната пресконференција беше за заокружување и ставање крај на кампањите за избер и интегритет, и сакам да знам на Државната комисија за спречување на корупцијата и Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер. Значи, ставаме крај на кампањите, меѓутоа нашата работа продолжува понатаму преку овој проект. После завршувањето на оваа кампања, ние ќе си ги продолжиме нашите активности, за кои што редовно и на досега постоечките начини ќе бидете известувани. За крај, ве подсетувам на нашето мото, секогаш да го изберете вистинскиот правец, и можам да ви посакам до следно видување.